помалку или повеќе видливи за во секоја држава на поинаков начин, во зависност од можностите да се справуваат со бездомните лица. Како е во Барселона? Ќе го прашаме колегата Бранко Чупески, кој што се јавува во живо оттаму. Бранко, добро утро. Како се справува Барселона со бездомните лица? Може ли да се забележат тие, иако станува збор за, може да кажем, еден од поголемите туристички центри? Јована, добро утро. Добро утро до колегите во студиото, во режијата. Добро утро до сите колеги во Македонската телевизија и се разбира до гледачите на Македонската телевизија. Во Барселона е прекрасно, ако ме прашуваш како ми е мене, како ни е нам тука како екипа. Но да, бездомните лица се голем проблем на каталонската гордост. Барселона има проблем на улиците, се вели во последните извештаи. Според последните проценки на Фундацио Арелс, организација која што се грижи и ги води бездомните лица во Барселона, каталонскиот главен град има повеќе од 1380 избројани бездомници кои што се секојдневно на улиците. Извештаите велат дека 87% од бездомните лица се мажи, 9% се жени, 1,3% се трансродови лица и 1,2% се неодредени. Мажите се повеќе, жените се вели дека трпат поинаква форма на бездомност. Мигрантите го зголемуваат процентот и доминираат со 75% меѓу бездомниците. Просечната возраст на бездомниците е 43 години. Тие живеат на улица меѓу 5 месеци и 4 години во просек. Причините никој не ги наведува, а ги има повеќе и се разбира, причините потекнуваат од социоекономскиот дел на општественото живење. Јована? Да, ќе зборуваме многу за општествениот живот во Барселона, додека си таму ќе ти искористиме не само за шетање, не само за мисијата во која што си отиден, туку ќе искористиме за повеќе да дознаеме како функционира овој, да, ќе кажем еден од најголемите, можеби, туристички центри. Сега твојата мисија и визија е, се разбира, тема спорт, така? Добро, што и да значи тоа, ајде сега. Сега ќе раскажеш дали веќе фудбалскиот талент Даријан Галевски, кој што нема се уште 9 години, така, дали започна веќе да тренира во Академијата Ла Масија? Од тебе ги слушаме информациите, се разбира, целиот видео приказ ќе го гледаме кога ќе се вратиш, но до тогаш известуваш. Да, Јована, шетаме и тоа многу, меѓутоа најчесто од апартманот во кој што сме сместени до тренинг центарот Джоан Гампер или до другите спортски објекти кои што се наоѓаат во Барселона, а ги има многу. Екипата на МТВ вчера беше заедно со Даријан Галевски на неговиот прв тренинг во Ла Масија. Сето она што го гледаме на телевизија и го слушаме по фудбалските кулари е вистина, а во тоа се увери нашиот млад 8-годишен фудбалер кој беше избран на камп на Барселона во Загреб, меѓу 200 деца од сите страни на светот, од 4 тренери и еден координатор на Барселона, како MVP да добие можност да учествува во оваа програма. Имаме инсерти од тренингот, може да го покриеме јавувањето дека зборуваме за тоа. Ла Масија е институција. Тренинг центарот Джоан Гампер од 2009 е главната тренинг база на државата Барселона. Да, велиме државата, затоа што овој клуб е повеќе од клуб или мескеун клуб, како што вели слоганот на постоењето на Блауграна, во превод сино-темно-црвената, што е синоним за Барса. Затоа ја покажав чашката, во неа има малку вода, нели? Да импровизираме. Даријан беше дел од едночасовната тренинг сесија на која тренерите одблиску се запознаа со односот на децата кон фудбалот, ги скенираа нивните карактери, им дозволија да покажат што знаат од фудбалската игра со популарната шева или рондо. Децата играа само со топка, кратки инструкции, без многу оптоварување на тактика или демонстрација на фудбалско знаење од страна на тренерите. Едноставно во Академијата на Барселона се игра фудбал, а тоа многу добро го знаеме уште од времето на холандскиот фудбалски магионичар Ринус Микелс, кој во 70-тите години од минатиот век го измисли тото фудбалот, систем во кој секој играч може да замени секој да игра на секоја позиција во секое време. Истата таа магија преку Јохан Кројф стигна до Барселона и остана тука да биде усовршена и да стане главна одлика на модерната фудбалска игра. Даријан играше на разни позиции, на крајот доби позитивна критика, како и повеќето дечиња, најверојатно сите, бидејќи тука се зборува само за фудбалот, на децата им се остава да уживаат, а се зборува каталонски, не разбравме многу што му беше кажано на крајот. Нема тука ниту лево, ниту десно, Каталонија на каталонците, така било од секогаш, така и ќе остане. Снимивме изјава од еден наш македонец и еден италијанец кои се дел од каталонски навивачки клуб, навивачка Пења на Барселона, па да ги слушнеме што имаат тие да кажат и како тие гледаат на ова искуство што Даријан Галевски го има во Ла Масија во Барселона. Во Барселона имаш не се цени според Балканот, не се цени според играчите од кај доаѓаат.
се цени како играш, како напредуваш во Барселона и така се вметнуваш на тимот. Ова мало момче има 8 години и ќе тренира во Ла Масија. А си? Ова момченце во Ла Масија и тој е македонец. Треба да ги разбере боите на фудбалскиот клуб Барселона, да разбере ние како заедница што чувствуваме за клубот, да биде каталонец и да ги свати вредностите кои ги застапуваме ние како каталонци и Барселона како клуб. И del club. Добро, секој си ги брани своите бои, така, добро, во ред. Со оглед на тоа дека забележав дека веќе најде еден македонец, таму може да најдовте уште некои други, имали македонци во Барселона, сретнавте ли некој на улиците? Јована, македонската популација тука е како мала мигрантска популација, како мала мигрантска населба, да, има македонци, се шегувам, нели? Има македонци многу кои што и живеат и работат тука, меѓутоа има и многу македонци кои што со новите летови кои што се со достапни цени редовно доаѓаат тука, го следат фудбалскиот клуб Барселона и може многу да се слушне од нив за животот тука, за односот на луѓето кон фудбалската институција Барселона и воопшто за она што може да се доживее во каталонскиот бисер. Едноставно Барселона е магнет за луѓе од многу страни на светот. Кажав и во вчерашното јавување дека е прекрасно чувството кога ќе видиш река од народ, 45.000 од стадионот Монжуик на Олимпискиот рид, како се слеваат во подножието на плаца Еспања, во метрото, по сите улици на Барселона, доаѓаат од сите страни на светот, има од сите бои на кожата, од сите вери, од сите нации. Космополитски овој град, космополитски овој клуб, а за тоа многу ќе зборуваме повраќањето и тоа се надеваме дека нашата камера заедно со Ѓорги Деспотовски дека ќе успееме да го регистрираме она што ние го доживуваме, да го види и публиката, односно да го видат гледачите на македонската телевизија. За сега толку се надеваме дека беше доволно, да не го пречекориме многу времето предвидено за нашата емисија. Ако немаш друго прашање, Јована? Тоа е тоа, Бранко, те следиме и додека сте таму известуваш и за тоа како ќе напредува малиот талентиран фудбалер македонец во кој што се чудат кога ќе слушнат дека доаѓа од Македонија, сега ќе го запаметат неговото име и презиме, верувам, но и ќе ни пренесеш за начинот на живот, како е таму, како е од ова туристичко место, на повеќе теми ќе разговараме. Се додека трае вашиот престој, се разбира, благодарности до колегата кој што те следи.